Зарифе, гулапче мое. Ти си мое чедо гулапче. Кој татко не би сакал неговата ќерка да е среќна? Ама оваа среќа, тебе пред мои очи, те носи во смрт. Сиот живот ќе треба јас да се пашам, за да не те повредат. Знам, чичко Рамис. Знам кој би го правил сето тоа. Но јас ти ветувам дека ќе го заштитам твоето гулапче, твојата Зарифе, од сите лоши луѓе. Не можеш да ја заштитиш, Алекс. Не можеш. Немаш толку сила. Ќе ја заштитам, чичко Рамис. Јас ништо не разбирам, Фатма. Како може еден човек својата сакана да ја однесе во смрт? Јас не го разбирам тоа. Ќе ја заштитам, чичко Рамис. Јас и да умрам, тоа нека биде до Алекс. Спремна сум на се. Но јас не го сакам. Спремна сум на се. Јас сум твојот татко. Јас го сакам Алекс, тато. Зарифе. Зарифе. Гулапче. Те молам, послушај го мојот збор. Не оди си. Немој. Тато. Доколку отидеш, ти немаш повеќе татко. До крајот на својот живот повеќе нема да ти зборувам. Да ти се насмевнувам. Господ ми е светок. Прости ми, тато. Зарифе. Зарифе! Зарифе, немој да си одиш, застани, Зарифе, немој, немој. Зарифе! Застани да молам. Немој. Ќе направиш нешто заради кое ќе се каеш, Зарифе? Немој. Не си оди, Керко? Дадо, јас се одлучив. Зарифе. Зарифе! Навистина ли си заминуваш, Зарифе? Те молам, немој да си одиш. Зарифе, погледни ме. Нема да ти простам доколку си заминеш. Навистина. Зарифе!
Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Babamın bir atı olsa, binse de gelse. Babamın bir atı olsa, binse de gelse. Annemin yelkeni olsa, uçsa da gelse. Annemin yelkeni olsa, açsa da gelse. Kardeşlerim yolları bilse de gelse. Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Što ti je, Zarife? Dobro li si? Ššt, dobro. Ššt, dobro, dobro. 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 Završi. Gotovo je. Се заврши. Ние правилно постапивме, Зарифе. Ние правилно постапивме. Ти си сега моје гулапче. Остани до мене. Рамис Ефенди, зошто не ги спречи? Зошто не направи нешто? Те прашувам, зошто? Што требаше да направам, Фатма? Да му се заканувам на Алекс ли? Со синчи ли да ја врзам, Зарифе? Да ја затворам во соба ли? Кај нас секој си прави што сака, секој! Ти си виновна за тоа. А? Јас сум. Но и сите вие! Вие го извадивте овој обичај да се земате со саканите. Хатиче рече Хасан и се согласивме. Вахид рече Мустафа и на тоа се согласивме.
Сега сака и во Истанбул да отиде. Ќе дојде ред и на девојченцата, кои знае и тие какви проблеми ќе ни отворат. Ах, Фатма, што бараше 5 девојчиња да ми родиш? Од сите ќе не боли глава. Сега убаво слушнете ме. Јас повеќе нема да ја спомнам Зарифе. Ме слушнавте? Ме слушна, Фатма, така? Слушнам. Јас повеќе немам ќерка со име Зарифе. Немам повеќе ќерка со име Зарифе. Господи, те молам, прости ми. Всушност немам и што друго да правам. Немам повеќе ќерка Зарифе. Дојди, Зарифе. Дедо? Дедо? Дојди, Зарифе. Дедо? Дедо? Ние дојдовме, дедо. Вие дојдовте? Со Зарифе. Со Зарифе заедно. Што се случи? Сега ти раскажам, дедо. Зарифе? Дојди, Керко, повели. Ти ја донесов невестата, дедо. Добре дојде, Керко. Добро ве најдов. Кога таа ми избриша мене, тогаш и јас ја избришам. Ја израснав со своја пот. Ја научив се што знам. Кога таа се смееше, и јас се смеев. Кога таа плачеше, и јас плачев. Незиниот живот беше и мојот живот. Но што направи? Таа, знаејќи, отиде во собствената смрт. Господе, јас ќе ја извадам од срцево. Не ја сакам повеќе назад. Но таа е моја ќерка, моje гулапче. Ти заштити ја, те молам, заштити ја. Ти не грижи се, бато, ќе средам се. И ќе се вратам за свадбата. Дај Боже. Возот тргнува. Возот тргнува. Довидување, бато. Довидување. Сите да влезат. Довидување, сестричке. Имај убав пат. Благодарам.
Алекс, Знам, Зарифе. Убаво знам што мислиш. татко ми никогаш нема да ми прости. Правилно постапивме, Алекс. Никогаш не сум постапил поправилно. Погледни ме, Зарифе. Ние правилно постапивме, Зарифе. Добро. Еден ден се тоа ќе се заборави, Зарифе. Татко ти, мајка ти и твоите сестри ќе ти простат. Се ќе биде како порано, Зарифе. Ќе си бидеме срекни сите. Ќе си бидеме срекни, Зарифе. Кога Чичко Рамис ќе си ги земе внуците, тогаш ќе свати дека правилно сме постапиле. И ќе се заборави на се. На сите проблеми. Внуците. Да, внуците. Нашите деца, Зарифе. Еден ден нашите деца и нашите внуци ќе речат дека нашата баба Зарифа и нашиот дедо Алекс толку се сакале што никој не можел да им се спротистави. Ниту сиот свет не можел ништо. Сиот свет, Зарифа. Се ќе се среди, Зарифа. Ти ветувам. Само те молам, верувај ми. Само верувај ми. Од сега натаму, ова е твоја куќа, Керко. До сега ти израсна и те заштитува мајка ти, татко ти, но ние сега ќе те заштитуваме. Од сега си моја, Керка. Од сега ова е твоја куќа, Керко. Тетка Муневер? Тетка Муневер? Кажи, невресте. Нами каде е? Не знам, имал некоја работа и Си отиде. отиде? Да, Како тоа си отиде? така отиде. А каде отиде? Имал работа, ти реков. Каква работа? Работа, Керко. Татко ми прашува за него. Вели му остана уште 4 дена. Вели ако не си ја преврти намерата, ќе го утепам. Еве вака ќе му направам, вели, вака ќе го задавам. Ке го утепал. Ќе го утепал и тоа вака, убаво ќе го истепал. Треба побрзо да се одлучи и да дојде кај татко ми. Треба брзо да му каже дека ќе се ожени со мене. Ама, ако не сака да се ожени, тогаш татко ми... Погледни ме, Керко, ти не знаеш што зборуваш. Ајде сега оди си, заре можно вакво нешто? Ти не го познаваш татко ми, тетка Муневер. Никој не смее да се игра со него, сите знаат, аха. Ајде, оди. Оди си дома, Керко. Кога ќе дојде намик, ќе му кажам дека си го барала. Ајде сега оди си. Ајде. Добро. Ајде со здравје, ајде. Господе Боже. О, Немој ти да заборавиш, тетка Муневер, да му кажеш на намик. 4 дена. Татко ми ќе го утепа ако нема свадба. не, нема да заборавам. Ајде, оди сега, ајде. Оди со здравје, ајде. Охо. Мамо, се отиде ли? Си отиде. Аман бе, синко, зошто си наетиш толку? Види колку убаво девојче, како локумче земи ја. Не, мамо. Како не е? Како локумче е убава? Ма не ја сакам, не ми е убава. Не е убава. И татко е многу сериозен, многу лош човек, огромен е, да се уплашиш од него. Не сакам, мамо. Повелете.
на Чичо кај Макамот. Чичко Рамис? Ќе убијат мојата Зарифе. Знаеш ли што се случи утрово? Ова утро обесиле една кукла. Куклата личеше на Зарифе. Куклата на Зарифе, еве вака се нишаше. Сакаа да кажат дека ќе убијат. Добро, Чичко Рамис, застани, смири се. Смири се. Единствено ти можеш да ја заштитиш кај Макаму. Застани, смири се, ајде. Смири се, Чичко Рамис. Добро. Дојди, седни. Смири се, Чичко Рамис. Ајде сега, седни овде, смири се и раскажи ми се како што треба, ајде. Добро тогаш. Зарифе си отиде. Со Алекс си отиде. Билетот, господјо. Добре. Повелете. Благодарам. Имајте убав пат. Билетите ве молам. Ова не е вашето место. Така ли? Ве молам, тргнете по мене. Добро. Ова е вашето место. Повелете, господине. Добар ден. Благодарам. И реков, послушај ме мене, доколку си заминеш, и реков и ти повеќе немаш татко, и реков. Но не ме послуша, си замина. Не ме послуша мене. И јас си реков, никогаш повеќе нема да ти прозборам. Но потоа размислував многу кај Макаму и си реков дека јас нема да можам да живеам доколку нешто лошо и се случи на Зарифе. Сакам да ми ја заштитиш. Те молам кај Макаму, немој никому да кажеш дека сум бил овде. Те молам, не кажувај. Немој. Добро, Чичко Рамис, не грижи се ти. Ниту тетка Фатма нема да дознае дека си бил овде, никој нема. Еве, јас ти ветувам, Чичко Рамис. Нема да дозволам нешто да се случи на Зарифе. Ќе ги заштитам и двајцата. Немој повеќе да се растажуваш, добро? Ти благодарам на Чичо кај Макамот. Ти благодарам. Јас сега ќе си одам кај Макаму, ти благодарам. Ти не грижи се. Писару, повелете, господине. Веднаш повикати го командир Джезми. Разбирам, господине. Добар ден! Добар ден. Ние го бараме управникот. Каде живее? Продолжете одовде, на крајот на патот. Ти благодарам. Ајде. Господине,
Сте ме повикале. Ве повикав, командире. Сакам да им дадете задача на неколкумина ваши војници, командире. Да стражарат околу куќата на господинот Ацо. Разбирам, господине. Доколку е потребно, нека бидат и во цивилна облека, за да не бидат препознаени. Во цивилна облека? Да. Треба да ги заштитиме Александар и Зариф од можни напади, командире. Ке се земат. Зариф е во куќата на господин Ацо. Значи, не се откажале, така? Да, така, командире. Можно е да настанат нереди. Муслиманите и христијаните, за да не застанат повторно еден против друг, сакам да ја засилите контролата на војниците во околинава. Сакам да бидат подготвени и на најмала провокација. Разбирам, господине. Дали пристигна информацијата што побаравме од попот? Не, господине, се уште не. Тогаш вие појдете кај него, командире. Прашајте го дали дознал нешто во врска со прасето кај џамијата. Разбирам, господине. Доколку дознаете нешто, известете ме. Јас ќе бидам дома. Разбирам. Управнику! Управнику! Повелете. Вие ли сте управникот Расим? Да. Доаѓаме од Битола, управнику. Треба да зборуваме за многу важна работа. Доаѓа, татко Рамис. Фатма, како сте, што правите вие? А како мислиш што правиме? Што да правиме, татичко? Ништо не правиме, вака си седиме. Ете така. Како можеше да го направиш тоа, Зарифе? Реков, не сакам да се спомнува незиното име во оваа куќа. Сега убаво послушајте ме. Од сега натаму, се што се случи во оваа куќа, ќе се заборави. Како ништо да не се случило. Како никогаш да не постоела таа. Животот ќе си продолжи. Дали се разбравме? Не грижете се. Јас, убаво, не разбрав, татко Рамис. Не ме разбра, нели? Дојди, седни да ти објаснам. Седни. Дојди. Сега убаво слушнете ме. Јас кога ќе си доаѓам од работа на вечер, Фатма ќе ми рече добре дојде Рамис, а јас добро те најдов, Фатма ќе речам. Девојчињата ќе се стрчаат кон мене и ќе речат добре дојде тато, а јас ќе речам добро ве најдов, девојченца. Потоа ќе седнеме да вечераме. Па ќе стане утро, ќе изгрее сонцето и како и секогаш ќе си биде добро. Добро утро, Фатма, добро утро, Рамис ефенди. Ќе речам Вахиде добро утро, а таа ќе ми рече добро утро, татичко. Добро утро, девојченца. Потоа јас ќе одам да продавам млеко со чамуш, Хасан ќе си оди во дуќанот, Хатиџа ќе го расте Хусмен, Вахиде ќе си се омажи со Мустафа и животот ќе си продолжи со убаво. Значи, ме разбравте? Убаво ќе биде. Што молчите, ме разбравте? Разбравме. Тогаш ајде да вечераме. Ајде! Разбравме. Мамо, и ние ќе ти помогнеме. Ајде, дадо. Ке ми треба еден документ дека сум муслиман. Да, документ ке ми треба да земам, тоа се мора. Документ? Да, документ. Кој го издава оџата. А ке ми треба да го заверам после тоа. Јас сега ќе одам до кај оџата, а потоа во Битола.
Само да го заберам документот. Добро, внучко. Оди. Оди, но внимавај. Ке внимавам, не грижете се. Јас ке се вратам на вечер. Добре дојде, Дилаве. Добре те најдов. Што се случи? Зошто си натажен? Ке ти раскажам сега. Џабар ефенди. Не дојде дома да јадеш? Па јас овде ти донесов. Добро, добро. Ај сега оди, вечера ќе се видиме дома. Ајде. Не. Прво сакам да те прашам нешто. Еве некое време, многу си ми загрижен. Уште откако се врати од Битола. Не е важно, не. За Рамиз ефенди, за неговите си загрижен, знам. И јас сум. Ама, за друго си загрижен ти. Има, бедија, има. Ако има, кажи што се случи. Скриена болка лек нема, знаеш. Нели јас бев во Битола да земам стадо овци. Знаеш, нели? Знам. Сега, целото моје стадо ми го украдоа. Целото стадо. Што? Така. Како е можно тоа? Можно е, бедија. Можно е. Ти многу пари беше вложил во тоа. Сите мои пари. Тетка Фатма кој знае колку е тажна. И чичко Рамис е тажен. Но ако им се случи нешто лошо? Не грижи се. Нема да дозволам ништо лошо да им се случи. Не можам да и се налутам на Зарифа. Премногу се сакаат со Алекс. Ништо друго не им е важно. Јас да го погледнам јадењето. Мерием, заради се тоа малку те запоставив тебе. Не ми се лутиш, нели? Не, зашто би се лутала. Послушајте ме убаво. Ке обучуваме луѓе за да се справиме со разбойниците. Сите вас ке ве обучиме да ракувате со оружје за да можете да се заштитите себе си, имотот и честа. Ова го правиме за да се заштитите од разбойниците. Многу ми е жал за Рамис ефенди. Не очекуваат тешки денови сите нас, попе. Така е. Дали дознавте нешто во врска со вчерашниот настан? За жал, команданте, никој ништо не знае. Ама, вие не грижете се, ќе се дознае во најскоро време. За да го смириме муслиманскиот народ, мораме да дознаеме кој го направи тоа, попе. Знам, команданте Джезми. Правам се што можам. Нека се подготват патниците што ќе се симнат во Норина. Ви падна книгата. Ви благодарам. Не е проблем, господице. Добро вечер. Добра вечер, Керко. Си дојде ли намик? Не, уште не е дојден.
Кој е ова? Една наша роднина, да. Така ли? Многу ми е мило. И мене. Керко, зашто пак дојде ти? Му остана уште 3,5 дена. Тоа дојдов да ви го кажам. Подобро е намик да се одлучи што побрзо, а? Татко ми станува се понервозен, да знаете. Добро, Керко, знаеме. Што вели? Што велиш? Така ли? Добро, разбравме. Така ти кажи му на намик, ама да не заборавиш тетка Муневер. Нема да заборавам, Керко, ќе му кажам, се ќе му кажам. Добро. Ајде, имајте убава вечер. Ајде. Ајде, довидување. Намик, синко, ти ќе мора да ја земеш девојкава, разбираш? Мораш да ја земеш. Не сакам бе, Ке мамо. сакаш, синко, оној татко, и ако дојде ќе не утепа и двајцата. Ке не утепа. Ајде, влегувај, магаре едно. Дај ми го Хусмен, Хатидже. Ајде, Хасан. Убаво го чувале? Убаво. Ајде. Хусмен? Внучко? Хусмен? Ајде, софрата е спремна. Ајде, Хатидже, Хасан. Седните да видам, седни. Благодарам. Зета. Благодарам, Вахиде. Ева. Дај им на девојчињата. Земете девојчиња. Така. Така. Вахиде, тргни ја таа лажица. Реков тргни ја. На здравје нека е, ајде сега да вечераме, ајде да видиме. Ете така. Добро вечер на сите, нека вие. Добро вечер. Добро вечер. Еве ти тебе. Стигна ли? Хасан, земи. Стигнав, благодарам. Ајде, седни, Ете синко. така. Уф, Девојчиња. ама убаво мириса. Добре деде, Мустафа. Добро те најда, Вахиде. Дали се качи Фериде во возот? Да се качи. Се надевам ќе има убав пат. Господ да ги чува. Јас не се видов со Фериде. Срамота. Сепак многу те поздрави. Благодарам. Многу залади време во Чичко Рамис, а? Да. Ти добро ли си? Добро сум. А Зариф е каде? Нема да вечера? Добро вечер, Оџе Ефенди. Алекс? Јас се извинувам, но сакам да ве прашам нешто. Повели, прашај. Јас дојдов за документот дека сум муслиман. Добро, но треба да се завери. Треба да одиш во Битола да биде валиден. Знам за тоа. Дојди со мене. Ајде.
Колку и да се трудиш понекогаш... како да ти е бадијала? Во животот човекот понекогаш колку многу и да посакува, колку да сонува за нешто, сепак Господ како што пишал, така ќе биде. Јас кога бев мал, Хасан, не сакав моите родители да бидат никогаш тажни. Паметам, бев мал и се молев да не се растажат. Подоцна, кога пораснав, си реков, јас можам се да направам. Јас имам сила за се да направам. И така се оженив. Ете, тогаш ми се промени животот. Да, се оженив, да. Ете, тогаш ми се промени животот. Тогаш се менува животот од корен. На човек му се раѓа деца. И тогаш тој се труди тие да бидат добри, да бидат нахранети, облечени и да не се разболат. А кога ќе се земат со некого, да биде добар човек, да бидат среќни и весели, нели? Но понекогаш тоа не испаѓа така. Господ како ќе посака, така ќе биде. Ти колку и да посакуваш и да се трудиш. Мама, ќе видиме ли повторната Зарифе? Ќе ја видиме нормално, како зборуваш ти така? Но тата вика дека нема да ја видиме. Па зарем е возможно тоа? Ќе ја видиме? Вахиде? Татко ти е во право. Од сега имате една сестра помалку. Мамо, зарем и ти така мислиш? Така. Слушнавте што кажа таткови. Ајде, касни малку, Керко. Не, дедо. Јас ќе го почекам Алекс. Ево. Направивме се што рековте кај мака му. Распоредивме војници околу куќата на Бајтар Ефенди, а околу селото на Рамис Ефенди 24 часа ќе патролираат војници. Благодарам, командире. На здравје, нека ви е. Благодарам, Меријам. Разговаравте ли со попот? Да, господине. Но за жал се уште не знае кој го сторил тоа. Но ќе се потруди да дознае. Разбирам. Се надевам дека дутре ќе дознаеме, инаку ќе биде тешко да го смириме народот. Ајде, Хасан, Хусмен заспа, да си удиме. Добра ноќ, татичко. Добра ноќ, Хатиџе. Добра ноќ, Хасан. Ајде, ајде и вие право в кревет. Ајде и веднаш да се спиете. Ајде.
Ајде, добра ноќ. Добра ноќ. Овде ќе ти биде убаво. Погледни, јас си седев овде и си мислев на тебе. И овде мислев на тебе. Сега си овде. Ќе ми бидеш жена. Јас утре имам многу работа. Треба во Битола да одам. Треба да го земам она... Кажи го... Како се викаше... Документот. Ке се земеме. И потоа ќе треба да одам во Скадар. Во Скадар? Да. Зошто? Да ја земеме малата Зарифа. Малата Зарифе? Која е таа? Јас ти напиша во писмото. Не го прочита? Не го прочитав. На намик му падна во реката. Нема врска. Малата Зарифе е едно девојче сладко, многу сладко. Ете, толкаво. Толкаво. Убава е како принцеза. Живеела во селото Каваклар во Скадар, во селото каде што бев прогонет. Живеела со мајка ѝ. Но еден ден мајка ѝ умрела. Кутрата сега е сама на овој свет, па си реков да ја посвојам. Но не ми ја дадоа. Заради тоа што не сум муслиман, а христијан сум. Подосна ја испратија во сиропиталиште. Но си ветив дека кога ќе стана муслиман ќе ја земам. Нормално. Доколку ти сакаш. Секако дека сакам, зошто не би сакал? Навистина? Да. И таа се вика Зарифе, така? Кога веќе треба да станеш рано, ајде да си... Ајде. Легнеш, а? Овде те замислував тебе. Добра ноќ. Добра ноќ. Рамис, Кажи, Фатма. ништо, ништо. Ајде да легни си. Рамис, Фатма, ако мислиш да ми зборуваш за таа тема, да знаеш дека нема да те слушам. ништо ли нема да направиш, Рамис? Нема ли навистина? Ти мислиш дека јас не сакам да направам нешто? Но не можам, не можам. Доколку продолжиш за ова да ми зборуваш, ќе отидам надвор, ќе спијам.
го чухме? Крајачо Хасан, Да не ве интересира и не мора да знаете. вела дека Зарифе си заминала? Тоа не е ваш проблем. Што се мешате вие? Да знаете, нас се не интересира, господјо. Ти од кого зема дозвола да зборуваш со мојата жена, Никола Ефенди? Доста ти, селски крајачу. Хасан, остави го. Не вреди за овој прост човек. Тато, Виде ли ти, Мерием? Виде ли како си замина? Ниту погледна позади себе, ниту кажа нешто. Ах, Дела Фатма. Ах, Ти се уште сакаш да го купиш дуќанот мој? Значи се одлучи да го продадеш? Може би. Може би. Ке се договориме со тебе, Џабар Ефенди. Дојди, седни да испиеме по едно кафе, седни. Сакам да знаеш дека Зарифе е насигурно од мојот покрив. Ова сакам да ти го кажам, Рамиз Ефенди. Со своја волја ли го прифаќаш муслиманството? Да. Да немаш сомнежи во врска со ова? Не. Тогаш Господ нека те заштити. Што треба да направиме, Никола Ефенди? Вечерва ќе ја нападнете куќата. И Алекс, и Зарифе, убаво да ги истепате. За да се откажат од венчавката. За да им дојде паметот. Потоа запалете ја и куќата. мамо, тато, ги нема девојчињата. Како ги нема? Не се во својата соба.